Добро, почитувани представници на медиуми, јас денеска, исто така како месец дена наназад, постојано секои 2 дена, отприлike, сме прозвани на разни конференции за печат од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од разни причини и по разни основи. И денеска поново ме прозиваат како градоначелник да дадам одговор на неколку прашања кои сакат да ги постават до јавноста, до мене. Мислам дека се ова што се случува на политичка цена во Македонија, во овој политички хаос кој владее во Македонија, предизвикан од партијата во завинување ВМРО ДПМН, не можејќи да се соочи со поразот кој го доживеа на 11 декември и ова што се случува на суспензија на сите демократски процеси во Македонија продолжува со една популистичка политика на локално ниво и постојано се фрла прав во очи на јавноста и се замаја односно со разни лаги, разни инсинуации. Во изминатиот период не се дразнувавме да даваме одговор, мислам дека јавноста е свесна за целата политичка тежина која ја доживува Македонија, меѓутоа, после се ова што се случува, должен сум да дам неколку одговори. Во изминатиот период од месец дена, постојано се врши притисок на локалната самоуправа за некои видеозаписи на директорот, кои беа објавени на неговата социјална мрежа, за објективноста, вистинитоста на тие снимки и постирање на социјалните мрежи, ке се одговор референтните институции, се врши притисок околу индивидуалното случување на нашиот председател на партијата Мартин Костовски во однос на недоразбирањата и вербалните конфликти со протестантите на улица, се врши притисок на пратеникот Максим Димитриевски. Се тоа индивидуални ставови, денеска кулминација исто така притисок врз локалната самоуправа Зоран Дамјановски во однос на случка која на нас не е уште позната, бидејќи нема никаква званична информација ни од Министерството, ни од царинските служби за царинскиот прекршок на Виктор Петрушевски. Јас сакам да кажам дека ова е се една пресија на локалната самоуправа, изнаоѓање на алиби за она што се случува и за сите потези што ги вршат во Република Македонија. Сакам да поставам неколку прашања, на прашањето поставено на мене, на членовите на ВМРО ДПМН, осознаени членови, бидејќи тие кои имаат таков код, можеби никогаш немој да бидат осознаени. Каде бевте кога се случува трансфер на пари во шише од 800.000 евра? Зашто тогаш не дадовте никакво известување до кумановската и македонската јавност? Каде бевте кога се трансферира во Молдавија преку своите љубавни врски на аеродром од 1,5 милиони евра, блиски до предучетот на премиерот? Каде бевте кога се вршеа трансфер на средства од актор 3 милиони у еден ден за делницата Смоквица Демир Капија? Каде бевте за 5% провизија од кинезите? Каде бевте кога рушевте објекти за 20-30 сантими под дрвена кота и кога течеше низ панталоите? Каде бевте кога удиравте шамари на градоначалници само ради тоа што не можеше да се оствари вашиот сон да ги дооформите парцелите на водно? Каде бевте кога правевте политички затвореници? Каде бевте кога направивте Македонија најцрно петно на демократијата во Република Македонија, за што сведочи Европскиот извештај на ПРИБЕ? Затоа, почитувани, сакам да ви кажам каде бевте за аудио снимките од Халкидики, за кои 50% сега се во парламентот. Тогаш никогаш не коментирате за сексуалните ориентации и за сексуалните доживувања. Затоа, не ги користите индивидуалните ставови на поделени луѓе, индивидуалните навики на поедини луѓе и индивидуални грешки, ако и постоеле, на поединци. Нашата партија е државотворна партија. Социјалдемократскиот сојуз има за цел да ја врати слободата, демократијата на Република Македонија и да Македонија биде европски просперитетна држава. Ова што го правите секојдневно, народот го препозна, затоа ве жестоко казни со 700.000 гласа на изборите 11 декември. Мислам дека ова
не може да фокусира јавноста од судбината која ви е над глава. Сака ли не, дали ќе биде за брзо, средно или на подол рок. Македонија ќе зачекори на демократскиот пат. Затоа ве советувам да во наредниот период работите на подобрување на човечките права, на демократијата, слободата во Македонија. Немој да се случите со инсинуации, невистини, да зборувате за некакви трансфери на пари, на Сорос и такви некакви организации кои ни постоеле, нима да постојат во општина Куманово. Што се однесува до платите кои ги спомнувате, ме прозвавте да ги давам како одговор. Оно што го направивте и кажав, акцијата Клопка за генерал се остварува. Не беше целта да се наплатат пари, бидејќи тие никоја ще постоели ги нема. Беше целта да се узурпира институциите на општините, следува новиот потез, уште една блокада, и го најавувам, во нареден период исто така ги следува, уште повеќе да бидеме изложени за пари кои не постоеле, тоа се ефективни пари од ДДВ, за кое Куманово најде премостување, даде еден од своите најомилени објекти, делото комерцијалниот центар, пливачки центар, така да на некој начин ја премостиме времено актуалната ситуација. Меѓутоа, тука нема да застанете. Јас знам, до крај ќе гледате да горнисате овој град, градот на слободата, човечките права, градот на соживот, етички толеранција и разбирања, и нема да застанете тука. Затоа, што побрзо сватите дека треба да почнете да размислувате као прави македонци, не како тврдокорни, оние што сакат да прават немири, да го поделат македонскиот народ, да направат интеретнички војување во самите редови на македонците, а не дај Боже и да се отвори една поширока платформа на интеретничкото недоразбирање и можеби и полоши сценарија кои ги предвидуваат многу експерти. Сметам дека е време да еднашка за секојаш почнеме да градиме Македонија онаква како што прилега, европска, демократска, слободна и просперитетна. Затоа овие одговори дајте ми ги што поскоро. Каде бевте на сите овие точки што ви набраев, а јас сум тука за сите оние работи што општината ги направила мимо законот, мимо процедурите, мимо прописите за локалната самоуправа, да одговарам пред целата јавност и пред сите органи и институции на Република Македонија. Ова што го користите само да фрлите право очи е само дел од вашата стратегија да ја унесете Македонија и да ја донесете на најцрно ниво во однос на демократијата и слободата во Европа. Благодарам. Дали имате прашање?